Почитувани присутни, почитуван собственик на компанијата АТС Груп, Шефшет Демировски, почитуван председателя Ахмети Надуи, почитувани подпредседатели на владата, почитувани министри во владата, директори, раководители на институции, драги вработени во оваа компанија, почитувани сограѓани, представници на медиумите. Дозволете ми на самиот почеток да посакам, како што е редот, успешна работа и благодет во работењето на новоотворената фабрика на компанијата АТС Груп, која се занимава со производство на композитни производи и производи наменети за опрема на армијата и полицијата во делот на балистичката заштита и балистичката безбедност. Со задоволство ја прифативме поканата сите ние да присуствуваме на денешниот настан, бидејќи ние како влада на Република Северна Македонија силно го поддржуваме прво бизнисот, новите инвестиции и отварањето на нови работни места во новите фабрики за граѓаните на нашата земја. Оваа приватна инвестиција во вредност од 3 милиони евра, која што за почеток отвара 80 нови работни места, е посебно драга за нас, бидејќи доаѓа од наш сограѓанин кој долги години живее и работи меѓу другото покрај дома и во странство. Нашата земја со известното членство во НАТО на крајот од годината се препознава како стабилна и сигурна бизнис дестинација. Оваа нова инвестиција на АТС Груп и најавите за неколку други инвестиции на компанијата, за кои што разговаравме, го потврдуваат овој нејзин сериозен факт. Економските политики, политичката стабилност и финансиската поддршка што ја овозможуваме за новите инвестиции навистина резултираат со релаксирана бизнис клима и охрабрување на инвеститорите да влегуваат во нови инвестиции. Силно ги поддржуваме новите инвестиции и ќе продолжиме тоа да го правиме во иднина. Комплетно фокусот на владата е на поддршка на домашните и иностранските инвестиции. Извозната активност на компаниите се зголемува и тоа е знак дека економијата силно се раздвижува. За периодот јануари-мај 2019 година извозот пораснал за 14,7% во споредба со истиот период лани, а лани исто така порасна за околу 15%. Особено ми е драго што оваа фабрика е целосно извозно ориентирана и од тие причини ќе партиципира во овие позитивни трендови на раст на нашата домашна економија. Оваа нова инвестиција е доказ дека имаме сериозен потенцијал да произведуваме производи со додадена вредност, кои представуваат наша сериозна конкурентна предност на регионалните и меѓународните пазари. Денеска сме конечно овде да ја поздравиме оваа инвестиција, затоа што конечно и се заокружи процесот на давањето и вадењето на лиценците за ова специфично производство. Дозволете ми да упатам голема благодарност за донацијата во опремата во вкупна вредност од 50.000 евра само за Министерството за внатрешни работи, но и за донацијата за Управата за финансиска полиција и казнено-поправната установа Скопје од компанијата АТС Груп. Сакам со вас овде присутните да споделам и уште една важна позитивна информација поврзана со нашите активности како влада за изградбата на инфраструктурата и до опремувањето на зоната Визбегово. Во тек е изградбата и се гради водоводната мрежа во зоната од околу 7300 метри, како изградбата, како и целосната изработка на тендерската документација за изградба и исто така на околу 5300 метри канализациона мрежа. Средувањето на инфраструктурата е на барање на бизнис заедницата, која сериозно започнавме да го реализираме заедно со матичните општини, каде што ги гледаме градоначалници овде присутни, во обезбедување на соодветна инфраструктура за мобилизирање на уште повеќе инвестиции овде во зоната Визбегово. Во нередниот период наша цел е условите во оваа зона да се унапредуваат целосно. На самиот крај, уште еднаш ви посакувам успешна работа, многу нови успеси и бизнис потфати со кои ќе учествувате во економскиот развој и напредок на нашата земја. Рачунајте на нашата поддршка и како влада, и како локални самоуправи, и на целата државна администрација за реализацијата на вашите планови и идни успеси и бизнис потфати. Нека е честито и со успех функционирањето на новата фабрика. Благодарам.